Денеска православната црква ги празнува светата маченичка Агрипина, светите маченици Евстохи, Гај и други со нив, и кажување за покајанието на Теофил. Светата маченичка Агрипина. Света Агрипина била родена и воспитана во Рим. Од самото детство се вежбала да живее евангелски, отфрлувајќи од своето срце смрдејата на страстите и налевајќи го срцето свое со благоуханието на девственичка чистота, со девственост и целомудрие. Била свршена за Христа Господа и како невеста Христова пострадала во времето на царот Валеријан. Претрпела тепање со стапови се додека коските не ги ослабеле. Ангел Божии се јавил и ја подкрепувал. При новите маки го предала својот дух на Бога. Нејзините другарки Васа, Пауна и Агатоника ги пренеле нејзините мошти на островот Сицилија и таму чесно ги погребале. Тука подоцна е подигната црква во име на светата Агрипина. Од нејзините мошти се случувале безбројни чуда. Со силата на нејзините мошти, дури јагарјаните биле вратени од градот каде што моштите почивале. Се упокоила и се овенчала во слава во 275 година. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, Господи,
светите маченици Евстохи, Гај и други со нив. Евстохи бил идолски магесник во времето на царот Максимијан, па видувајќи го јунаштвото на христијанските маченици, го отфрлил незнабоштвото и се крстил. Го крстил самиот антиохиски епископ Евдоксиј. После тоа, Евстохи постепено ги превел своите роднини во христијанството. Неговиот роднина Гај се крстил заедно со трите деца – Проф, Лоли и Урбан. Сите овие и уште други со нив биле изведени пред суд, мачени и обезглавени заради верата во Христа, Господа во Листра. Нивните души се преселиле во бесмртното царство Христово. Кажувањето за покајанието на Теофил. Овој од завист кон епископот си ја предал душата на ѓаволот и писмено се одрекол од Христа и Богородица. И потоа Теофил горко се покајал, го исплакал опростувањето од светата пречиста, после 40-дневен пост и молитви со солзи, ја примил назад на пишаната хартија што му ја дал на ѓаволот и јавно го исповедал својот грев во црквата пред епископот и народот. И кога епископот му изрекол разрешување и го причестил, на Теофил лицето му заблескало како сонце. Еве пример како милостивиот Бог не само што им ги опростува гревовите на вистинските покајници, туку и во светителите ги вбројува. Достојно ест Јаково истину, блажити тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, тја Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси, Светогорец.